Понеделнички за добар почеток осоголво со 15 на млади фудбалери тренерот Јовановски и шефот на стручниот штаб Крстев вчера попладне ги започна подготовките за новата фудбалска сезона во втората лига Исток. Прво загревање имаше и ветеранот Здравков, а Натков само го проследи почетното загревање на помладите фудбалери. Ваквиот старт не мора да значи ништо, не представува дека жолто-сините и во втората лига ќе се подпираат главно на сопствениот фудбалски потенцијал. Впрочем, амбициите и составот на екипата ги диктираат условите и материјалната ситуација, а тие барем засега се крајно ограничени. Првиот човек на стручниот штаб Крсте Крстев има реално видување за ситуацијата, но и оптимизам дека со работа и дисциплина може да се направи посакуван резултат, односно опстанок во лигата. Официјално започнуваме и со тренизите. Пред 2 дена направивме еден состанок со повеќето од домашните фудбалери. За денес го закажавме првиот тренинг, така да стручниот штаб со играчите од Кочани и Кочанско стартуваат со подготовките. Планот е во текот на неделата да се групираме со останатите играчи кои што сме во преговори од страна и се надевам до почетокот на следната недела ростерот на фудбалскиот клуб Осогово да биде кој што е предвиден за следната сезона комплетен и да одработи добри подготовки и да се надеваме дека ќе имаме успешни резултати, да ја постигнеме целта да бидеме на средината на табелата. Очигледно е дека многу нешта и во второлигашка конкуренција ќе зависат од искусните фудбалери и ветераните, кои во даден период може да бидат пресуден фактор за постигнување позитивни резултати. Меѓутоа, товарот ќе падне на помладите, кои со максимално добри подготовки може да ги издржат напорите на долгата сезона. Впрочем, ако можеше Лестер во Англија да ја освои шампионската титула пред големите ривали, зошто Осогово да не се избори за опстанок во домашното второлигашко друштво? Потребно е само многу работа и верба во сопствените вредности и можности.